Сите оние кои издаваат вили, станови, апартмани, соби и опрема за рекреација на вода имаат обврска да платат данок на личен доход. УЈП им порача на охридските туристички работници дека Фер туризам започнува со пријавен доход, посочувајќи дека неопходна е меѓусебната соработка се со цел да се создадат еднакви услови за сите, да се потикне конкуренцијата и да се сузбие сивата економија. Исто така, тука спаѓаат и сезонските работници и малите продавачи кои вршат дејност од времен карактер. Сите заедно да придонесеме да создадеме фер, еднакви услови за сите, да ја потикнеме фер конкуренцијата и да ја сузбиеме сивата економија. Нашата Македонија има голем потенцијал, сите заедно треба да придонесеме, да вложуваме за развој на туризмот и заедно да учествуваме во да ја движиме локалната економија напред. Општина Охрид сака да биде атрактивна туристичка дестинација, но и пример како еден одржлив, фер уреден туристички систем треба да функционира. Туристичкиот сектор во Охрид, според заменик градоначалничката Ана Крстевска, е двигател на локалната економија. Она што е најважно е да се обезбеди фер туризам, лојална конкуренција, да ги отстраниме сите нелегални станоиздавачи, да се регулира плаќањето на доходот на сите оние кои закупуваат простор. Дали се тоа станови, апартмани, вили, соби, вклучувајќи ги и оние кои издаваат преку интернет операторите простор во нашиот град. Особено е значајно да постои координирана и континуирана соработка помеѓу институциите. Данокот се плаќа без разлика дали престојот го платил домашен или странски гостин, во готовина или преку трансакцијска сметка, како и преку резервации на бројните платформи. Инаку на територијата на општина Охрид регистрирани се околу 3000 станоиздавачи, а анализата на УЈП на крајот од сезоната треба да покаже колку данок се прикрива. Нина Аритоновска, Сител телевизија.